Имено на Комисијата за финансирање и буџет го разгледувавме овај закон заедно на точка на дневен ред покрај Законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица и отпис на камати и репрограмирање на јавни предпријатија кој ќе биде на седницата во понеделник. И со самото тоа на почеток сакам да ги информирам граѓаните, меѓутоа и медиумите кои ја дава изјавата дека ВМРО-ДПМН е против овие законски решенија, дека е против отпис на каматите и долговите, и со самото тоа што ние дискутиравме, дадовме амандмани на самата Комисија за финансирање, кажавме дека веќе кога при крај на мандат се носи вакво едно законско решение, сакаме да биде квалитетно законско решение, не да биде само така на брзина ад хок носено и неприпремено, а со самото поднесување на амандманите и потоа со усвојување на комисиски амандмани кои ги работевме на самата комисија, навистина како партија, односно како пратеници од опозицијата, допринесовме за квалитетно, мислиме во овој момент, по квалитетно законско решение. Имено на што се однесува овој закон, тоа се овие трошоци произлегуваат од старите извршни судски предмети, трансферирани и пренесени кај нотарите и извршителите, заклучно со 31 декември 2011 година, како и предметите кои се дадени за извршување наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности и такви сродни дејности, заклучно со 31.12.2017 година. Имено кон предлог на ова законско решение имавме 16 амандмани, кои за жал не беа усвоени од предлагачот, беа добри и ќе допринесеа на уште подобро законско решение, меѓутоа и на двата амандмани кои беа комисиски предложени од нас сме задоволни затоа што се однесуваат клучно на членот 5 и членот 7, што значат всушност во членот 5 дека доверителите, каматите, како и на главниот долг, така и на трошоците на постапката, репрограмирани всушност и тоа долговите, трошоците без камата во рок од 3 месеци од денот на стапување сила на овој закон беше прифатен. Исто ова произлегува, односно има реперкусии на членот 7 став 1. Овај се всушност амандмани се да се отпишат каматите, односно законската затезна камата, како и каматата на трошоците во постапките пред судот, нотарите, извршителите и слично. Иако имавме доста други излагања кои, да не одат сега во смисла на некоја политика, меѓутоа требаше, баравме со овој закон да се прецизира категоријата на должници, на кои треба да им се дадат одредени поволници со поволности со отпис на обврска по основна камата и поволности во начинот на измирување на обврските, за да може пред уставот, односно бидејќи пред уставот сите еднакви, нема привилегирани должници и слично, меѓутоа разбираме дека се наоѓаме во предизборен период, се распуштаме овде за негде околу 5 денови, разбираме потребата на позицијата дека во одреден дел и да се додвори на граѓаните и затоа да не влегуваме во во политичка некоја блокада, ние навистина настојувавме да допринесиме и да донесиме добро законско решение. Инаку колку за информација на граѓаните, во 2014 година владата на ВМРО-ДПМН со проектот за отпис на долгови изврши отпишување на долгови на 9000 граѓани. Знаеме што значат такви проекти и што всушност придонесуваат тие за доброто на граѓаните. Се однесува на корисници на социјална, постојана парична помош, невработени лица кои барат работа повеќе од 12 месеци и слично. Поголема критика имаме околу законското решение за отпис на камати и за отпис на долговите на јавните предпријатија, за која и потаму ќе говориме, односно во понеделник повеќе ќе говориме и на самата комисија, затоа што ова е законско решение со кое директно од буџетот на терет на граѓаните се
помага неработењето, односно недомакинското работење на локалната самоуправа, некаде зашто ние како опозиција, односно во еден известен период кажавме дека и самото издвојување на парични средства од 50 милиони евра при првиот ребаланс пред 2 години се помогна, и тоа без да се има список каде, во кој дел, каде ќе се потрошат тие парични средства. И не се помогна, затоа говорат и податоците. Долгот, наместо да се намали, продолжи да расти, така да во четвртиот квартал од 2019 година обврските на 81 општина пораснале за 25%, односно приближно за негде околу 12,5 милиони денари. Не сме воопшто во овој момент да правиме некаква обструкција, меѓутоа мораме да кажеме на граѓаните дека законски решенија кои носат навистина други реперкусии во делот на место вложување на парични средства во инфраструктура, во автопатски решенија, за зголемување на бруто домашниот производ, за зголемување на економијата, вие ги плаќате хировите на одредени градоначалници кои место да ги плаќаат долговите, имат нови вработувања во еден огромен број и не знаат домакински да менаџираат со нив. Ние како пратеници за законското решение за отпис на каматите на физичките лица, навистина дадовме поддршка, посебно со тоа што ни беа прифатени овие два комисиски амандмани, меѓутоа сепак оние 16 амандмани кои ќе донесеа подобро законско решение не ги прифатија колегите од власта. Благодарам.